За денот на музеите едукативна тура низ палатите на Старо Скопје во организација на Центарот за научни истражувања и промоција на културата Хамеус. Целта е запознавање со нивната архитектура и влијанијата на многу европски стилови. Популаризирање на музејската дејност во земјава, отворање на повеќе изложби, бесплатен влез за посетителите и подарок на одредени публикации. Македонија се вклучи во одбележувањето на Европската ноќ на музеите. Деновиве, музеите и галериите во Скопје, покрај постојаните етнолошки и историски поставки, понудија и тематски изложби. Кон одбележувањето на Денот на музеите се вклучи и Центарот за научни истражувања и промоција на културата ХАЕМУС со организирање на промотивна и едукативна тура низ палатите на Старо Скопје. Едукативната тура низ палатите на Старо Скопје, која што ја организира, ја менаџира ХАЕМУС, Центарот за научно истражување и промоција на културата, по повод Денот на музеите, се случува во самиот градски центар. Таа е наменета за сите љубители на културното наследство на Скопје и на Република Македонија. Таа е од промотивен и од едукативен карактер и се надеваме дека ќе внесеме една нова културна, креативна димензија во туристичкиот сектор на Република Македонија. Палатите сместени во срцето на Скопје се изградени во првата половина на 20 век, заштитени се со закон и се прогласени за културно наследство. Зградата на хотелот Бристол, Ристичевата, Беговата палата, како и познатите куќи на Мона, на Шкаперде и на Рубенови, се дел од градбите што го доловуваат шармот и духот на Старо Скопје меѓу двете светски војни. Светскиот ден на музеите традиционално се одбележува од 1977 година, со цел да се подигне свесноста за важноста на музеите и културното наследство во развојот на едно општество. Утврден е од Меѓународниот совет на музеите, а нашата држава се вклучи во таа мрежа во 1993 година со формирањето на Македонскиот национален комитет. Организираните активности годинава се со цел да ја привлечат јавноста и да го подигнат степенот на културна свесност, познавањето и почитувањето на нашето културно богатство.